Добро вечер од едно од студијата на македонската продукцијска компанија FX3X, која што учествуваше со своји визуелни ефекти во повеќе филмови, меѓутоа двата филмови во кои учествуваше со изработка на визуелни ефекти во филмовите Повратникот и Марсовецот се номинирани за Оскар од страна на Американската филмска академија. Со мене се двајцата фронтмени на оваа компанија и разговараме за оваа вест, која што, како што кажавме, промотивно на Канал 5 телевизија. Па господа, како ја допре до вас оваа вест, иако да кажеме дека не е прв пат, вие досега 8 пати последователно сте влегле, односно филмови во кои што имате работено визуелни ефекти, влегле во номинација за Оскар. Повелете. Добро вечер. Генерално ние очекувавме дел од проектите кои што ги работевме, кои што беа веќе во предселекција за Оскари, дека ќе влезат во самата номинација, меѓутоа не бевме сигурни за кои филмови ќе би се одлучи жирито. Во случајов се работи за Марсовецот и за Повратникот, два филма на кои што минатата година изработивме голем дел од ефектите, а два филма на кои што нашите артисти успеа да направат исклучителен напредок и производ кој што беше номиниран за Оскар, за што сме исклучително горди, и два филма кои што отвараат можност за уште една успешна промоција на Македонија и уште еден потенцијален Оскар во нашите, да кажеме, витрини. Така, Мишко, тоа е вашата констатација, сега да имаме констатацијата на Кристијан. Па, можам само да потврдам дека сме многу горди што филмови на кои што ние работевме се номинирани веќе за Оскар. Не е прв пат, но секогаш е големо задоволство и големо признание за работата на нашиот тим. Колкава е минутажата во Повратникот што го изработи вашето студио? Во Повратникот работевме неколку минути, 60 артисти работеа на околу 50 кадри од најтешките сцени што беа во овој филм. Се работи за доста интересен филм, многу реалистичен, многу така агресивен на моменти, да кажам, и беше доста интересно и различно да се работи на овој филм. Самиот филм доби многу номинации, значи 12 номинации, меѓу кои за визуелни ефекти, така што, како се вика, држиме среќа. Добро, држиме среќа. Значи минутажата само уште да ни кажете колкава беше во Повратникот? Па, мислам дека беше околу 4 минути. Околу 4 минути. Да. Добро, а со вас ќе поразговараме, Мишко, за Марсовецот. Колкава минутажа беше што изработи FX3X? Марсовецот е филм кој што е базиран на визуелни ефекти и самото тоа повлекува дека има многу повеќе ефекти во филмот. Ние работевме само да кажам дека ова што оди во позадина на големото филмско платно се практично тие ефекти од Марсовецот, ако не се лажам. Да, делоти. Во моментов, значи, може да кажем дека работевме на 32 минути од материјалот, работе околу 30 на артисти или претворено во работни сати, околу 30.000 работни сати потрошивме или вложивме во тој производ и сме и како срекни со резултатот, како е завршена целата работа и како излезе целиот филм. Така, ние само да кажеме дека ваши делови, значи ваши изработки на визуелни ефекти учествуваа во повеќе филмови што беа номинирани, не само во оние 4 што останаа во последните 10 што беа филмови као нај на врвот, да речеме, за да добијат Оскар. Во колку филмови ваши ефекти беа првенствено? Мислам дека беа 11 филма вкупно номинирани во изборот за, да кажем, поширокиот избор за визуелни ефекти, номинирани, од кои што, да кажеме, на крај последните два се во последните 5 имаме два филма кои што се во финалето, да ги спомнам, така наречено. Според политиката на работа на вашата продукцијска куќа, значи знаеме дека не откривате на што поголемо работите, а сигурно работите. Ние ви посакуваме како медиум успехи за понатаму и благодариме што е промотивно со Канал 5 телевизија ја објавивте веста дека сте двата филма во кои што има и ваши визуелни ефекти, тоа се Повратникот и Марсовецот, се номинирани за овогодинешниот Оскар. Уште на честитки и само напред. Благодарам и на вашето внимание кој го посветувате на нашава индустрија воопшто во Македонија, бидејќи нашава фирма е само една од фирмите во Македонија кои се трудат да го развијат овој бизнис и им посакувам понатаму и среќа на сите наши колеги од сите фирми во Македонија да што повеќе се развиват и што повеќе можеме да направиме во оваа област во светот. Секако дека ова представува и една анимација на Република Македонија на меѓународен план. Да, во секој случај многу позитивна е за Република Македонија, бидејќи тоа се успеси кои што се и големи признања кои што се реално на светско ниво. Ви благодарам уште еднаш на двајцата.